сте во Перуџа, некои 70 километри од епицентарот на земјотресот. Да. Кажете ми, го почувствувавте ли земјотресот? Како ја поминавте ноќта? Што се случува таму во моментот? Да, јас живеам во Перуџа, во главниот град на Умбрија. Ноќва бевме разбудени од многу силен земјотрес, околу 3:36 часот. Потоа видовме нормално колку е часот. Нешто невидено. Земјотресот беше многу силен. Јас во сите години во кои што сум живеела во Македонија и сега во Италија, значи никогаш немам почувствувано нешто појако. Потоа дознавме дека е силен околу 6,2 степени по скалата на Рихтер. Земјотресот беше хоризонтален и тоа што беше најстрашно е што траеше многу долго. Толку многу се почувствува што мебелот во куќата се мрдаше и креветот доираше во зидот и мислевме дека секој момент ќе се случи најкатастрофално нешто. Дека ќе се сруши. Да. Вие ноќта, утрината, сигурно излеговте надвор и... Не, кога заврши тоа, почекавме да видиме што ќе се случи. Помалку од 1 час имаше уште еден земјотрес. Не фати паника, знаете како во тој момент не знаеш како да реагираш и не се симнавме воопшто, значи останавме внатре затоа што со лифтови е пострашно да се симнеш отколку да останеш дома. Среќа во несреќа е што во градот во кој што живеам во Перуџа нема никаква штета. Ние сме живи и здрави, значи немаме никаква штета ни ние ниту во градот, но градчињата во кој што беше епицентарот во Аматриче, Акумоли, толку мали и убави градчиња срушени целосно. До темел. Имате ли информации за жртви, за повредени? Што јавуваат тамошните медиуми? Во моментот, еве, последната информација што ја имаме е дека станува збор дека има 37 загинати. Последна информација дека 35 загинати се само во Аматриче, се зборува за 45 жртви. Така, каква е ситуацијата во моментот? Се смири ли тлото? Читам вести, еве затоа што немаме директна информација, дека се уште се чувствува дека има мали ситни земјотреси, кои што за среќа не се чувствуваат и дека цивилна заштита и карабинери, полиција и спасувачи се на теренот, дека помагаат да се спасат и дека спасили неколку деца и луѓе после толку часа дека се извадени од куќите. Да. Властите веројатно ги евакуираат граѓаните? Да, 2600 жители евакуирани од градот Аматриче. Така што, не знам, страшно нешто да ви кажам, голема беше паниката. Имате ли информација дали живеат македонци во тој регион? Има ли македонци? Баш таму и што се случува со нив? Немам никој пријател кој што живее таму. Во Перуџа живеат уште 2 фамилии македонци. Се слушнати тие, освен паника и голем страв, немаат никаква штета претрпено за среќа, така што се добри. Така. Контактирате со амбасадата, ве контактираа некој од македонската амбасада? Не. Вие сте прва што ме контактирате.